Добар ден, уште еднаш поздрав до сите. Кој доцни ќе се приклучи дополнително, да почнеме, мислам дека можеме да почнеме и со денешната работилница, една интересна, дали работилница или повеќе можда презентација, би ја нарекол. Јас сум Зоран Настески, мислам дека со сите колку што гледам присутни претежно се знаеме, меѓутоа еве и за тие што не ме знаат, управител на Zonal Software. Имаме денеска едно интересно решение кое долго време повеќе комитенти ни го бараат и на основа на тие барања ние имаме изработено и доста извештаи, голем број извештаи од разни аспекти, меѓутоа сепак направивме едно заокружување на целата таа анализа која се однесува и на големо продажно и на малопродажно работење и на услуги. Значи една, да кажам, сеопфатна анализа од повеќе аспекти, на кој начин би добиле еден увид во работењето, во профитот, маржата, начинот, значи на профитабилноста, рентабилноста и така натака. Значи, денеска извештајот што ќе го погледнеме, значи тоа решение, се состои од два дела. Првиот е изработен со модулот Creator Plus, споредбен извештај по години, значи за одредени производи со посебно одвоени колони за тековната година и за 4 минати години, значи вкупно 5 години. И вториот извештај е проширен со можност за експорт на класичен извор на информации од креаторот на извештаи, но со дополнителни прегледи со помош на Microsoft Excel и Microsoft Power Business Intelligence апликациите. Ова е само вовед, само општа најава. Попрецизно, колешката Гордана ќе ги презентира двете решенија, па да не ја одземам дел од незиното излагање. Слободно ве ободрувам да поставувате прашања по било кој основ, значи од било кој аспект, дали за изработка, за инсталација, што и да е, во чет и ќе бидат сите прашања одговорени или во четот или усмено ќе ги одговориме. Колешки Гордана, можеш да преземеш, повели. Благодарам, директора. Како што и самите кажавте, се работиме преку Creator Plus модулот, еден моќен модул кој што во Helix програмата се наоѓа во менито фирми и веднаш Creator Plus како подмени. Кога ќе влезете во него, ова е работната околина. Нема да зборуваме Гордана, детално. Извини, само шеринг како може. Пошто не гледаме ништо. Така, да. Денеска нема, дали е во ред? Да, се гледа сега, може. Добро. Нема да зборуваме за тоа како функционира самиот Creator Plus, за тоа зборувавме на минатите вебинари, а деновиве ќе го закачиме и упатството за работа со Creator Plus-от, така што веќе ќе можете и ќе имате повеќе сознанија за самата работа со овој модул. Кога ќе влеземе нели во него, отприлика ова е тоа што го гледаме. И јас само тука ќе се задржам кратко на овие, значи гледате, ова ви се буквално менијата од самиот Creator Plus. И еве, например, во материјално ние можеме да ја видиме продажбата и услугите како посебно. Во малопродажба можеме да ја видиме продажбата исто така. Меѓутоа, колегите имаат направено еден прекрасни комбинации тука во комбинирани извештаи. Комбинирани значи или можеби материјално со финансови податоци, например, материјални фактури, да речеме влезни излезни, меѓутоа и со конта поврзани преку финансово доколку сакаме, или пак комбинацијата може да значи овие табели и материјално и малопродажби и услуги сето заедно искомбинирано. И тоа е токму тука во комплетна трговија. Еве ги во продадени производи и извршени услуги по документи со тип на документ. Значи многу детален извештај. Ова е самиот темплейт, од тие темплејти нели правиме извештај, си го именуваме извештајот како сакаме, можеме да го ставиме во фаворити, мене веќе ми е во фаворити, затоа и вака со звездичка, и понатаму можеме да
работиме со самиот извештај. Денеска јас ќе се задржам на овие два извештаи, значи едниот е споредбен, како што најави директорот, а другиот го нарекуваме секвенционален, ќе ви објаснам што точно тоа значи. Најпрво споредбениот извештај. Откако ќе го одберам темплетот или веќе креираниот извештај кој што сакам да работам нели со него, или одиме директно на генерирај или најпрво на уреди, доколку сакаме нешто да смениме, да направиме и така натаму. Кога ќе влеземе на уреди, ова се од левата страна сите, така кажува името на колоната, расположливи колони или полиња. Значи сите полиња што можеме да ги ставиме во тој извештај. А овие десно се оние со кои што сакаме да работиме моментално. Она што ако сакам да тргнам некое поле од тука, се позиционирам тука и ги тргам. Јас сега ќе ги тргнам еве сите овие количини и ќе ги додадам повторно. Како ќе видите, меѓутоа најпрво ова се значи самите полиња што ќе ги добијам во извештајот, а овие тука три ги оставив намерно, ќе видите кога ќе го генерирам извештајот, нема да ги има како колони. Значи можам или да ја тргнам оваа колона сосема, или може би сакам тука да стои од некоја причина, може би сакам формула некаква да направам со таа колона, меѓутоа кога ќе го ставам ова тука, еве, дали да биде видливо или невидливо полето, ако е невидливо, тогаш нема да ми се појави на ниво на извештајот. Сега, бидејќи ова е споредбен извештај, кога правиме споредбен извештај, најпрво тука мора десно да е чекирано споредбен и самиот извештај да има, значи самата споредба да има логика. Значи што е тоа што можам да го споредам? Најлогично е во случаев можам нешто бројчано, значи можам и продажниот износ да го споредувам или набавниот или количината. Да речеме дека ќе ја споредиме количината, се позиционирам на полето кое што сакам да го споредам и кликам на ова копче тука. Ова претходно на сето ова за да го добиеме, му следува техничка имплементација од наша страна. Тоа значи дека доколку минатите години не ви се во иста база, треба најпрво да се направи од кои бази треба да чита. И сега кога е веќе сето тоа подесено, тука се што сакаме еден опис на колоната, ќе ви кажам што е тоа, и тука ги добивам количините за сите минати години. Во случаев од 2020, ова е 2020, значи тековната година минус 4 години, 2020, 21, 22, 23 и ова е тековната 24 година. Понатаму од десната страна можеме да ставиме некакви услови. Во случаев, нема повторно да ги објаснувам условите како се додава, тоа сме го правеле порано. Ова се само одбрани одредени артикли, бидејќи навистина има многу при генерирање на извештајот да не го обтоваруваме целиот процес, значи одбрани се одредени шифри и откако ќе го уредам извештајот онака како што сметам дека треба, кликаме на генерирај и ќе го добиеме самиот споредбен извештај. Значи, полињата кои што ги одбравме во извештајот се некакви групи на артикли, значи сите артикли ни се групирани, знаете она во типови во шифрарник, се додадени во некакви групи, значи група, шифра на артикл, назив на артикл и количина 24, 23, 22, 21 и 20 година. Толку е овој споредбен извештај едноставен, меѓутоа како што реков претходно има техничка имплементација од наша страна да се знае. Случај, окей. Дали се слушаме? Да. Добро. Нешто изгледа имавме проблем, не знам.
Ви благодарам. Значи, со десен клик на комплетна припрема, ги добиваме, ги отвараме самите колони, нели? Можеме да бираме нешто што сакаме, можеме да групираме, ама тоа ќе ви го покажам на другиот извештај поинтересно. Овој извештај ќе го затворам. Можеме во Excel и секако, нели? Податоци за експорт во Excel, кој што и понатаму ќе ви покажам како работиме понатаму со тој извор на податоци. И кога ќе го извадите во Excel, после можете и таму да го обработувате, нели, преку пивот табели или да го внесете во Power BI или како и да е. Толку за овој споредбениот извештај. Другиот извештај е комплетна трговија, исто така, значи потполно истите полиња, потполно истиот темплейт или урнек на извештај, со истите полиња, со тоа што тука сега повеќе полиња. Имам одбрано, имам додадено дури една формула, значи продажен износ без ДДВ ми се сите овие, меѓутоа минус работот за да ми го даде продажниот износ нето. Таа колона ми е потребно, со неа да работам понатаму. Овој извештај исто така чита од минати години, меѓутоа не ги дава како споредбениот извештај во колони конкретни, нели 24-та, 23-та и така надолу, туку сите би ми ги дал во една колона како датуми, па понатаму можеме ние да работиме со него. Сега ова тука кога ќе го генерирам нема да ми ги даде сите години, затоа што тоа е пак повторно технички малку се доаѓа до тој извештај. Сега ќе го генерирам и ќе ви покажам на комплетна припрема. Да. Еве, значи тука сега ги имаме само 24-та, меѓутоа во Excel-от со кој што јас ќе работам понатаму, ги имам буквално од 2020 до 2024 година. Значи сите години во една колона датум. Сега тука малку повеќе ќе си играм со комплетната припрема. Веќе ја кликнав така, ми се отворија, да. И сега видите, значи ова не знам колку го користите и во самите гридови што ги имате во Helix-от, нели, во финансови налози, во материјално, во малопродажба, секаде онаа листа што имате на документи, буквално преку групирањето, барем според мене е многу лесно да се дојде до нешто што сакам. Например, сега сакам прво да ми биде група тип на документ што го викаме или тип на продажба, дали е малопродажба, дали е материјално, така натаму. Потоа сакам кога ќе влезам во материјално, гледате тука имам број на објект. Број на објект значи број на магазин. Значи второ поле, второ групирање, сакам да ми биде бројот на магазин. Од тој магазин која група на артикли сум ја продала. Добро, ајде тогаш и групата на артикли исто сакам по незе да ми групира. Ова за мене е, например, еден фин извештај што си би го гледала, од кој магазин, која група на артикл сум ја продала и кога ќе отворам веќе конкретна група на артикл, можам да ги видам буквално сите детали. Кој датум, по кој број на документ, кој артикл, сега тука немам називи на артикли, имам шифри, дури можам и шифра на добавувач или име на добавувач, комитент на кого сум продала и така натаму. Тука мислам дека имаме и брендови, така, значи дали е тоа Копертон, Виолета, не знам, некакви брендови, па дури и по брендови да групираме ако сакаме и така натаму. Значи ова е навистина моќно општо, дали е за една година или не, без разлика. Убаво би било сето ова да се користи, како се враќаме, многу едноставно ги тргам овие групирања и исто така десен клик податоци за експорт во Excel, би го експортирале овој извештај во Excel. Ќе ни се отвори Windows браузерот, ќе не праша каде сакаме го снимеме фајлот и тоа е тоа. И понатаму во самиот Excel исто можеме да правиме што сакаме, буквално да работиме со него. Дали до тука некој би сакал нешто да праша? Добро. Сега, откако сме го експортирале овој файл, сега со овој файл работиме, секвенционалниот, значи гледате тука веќе ги имам буквално сите
години. Не е само 24-та, рековме тоа е малку техничко во позадина, се прави за да добиете од сите минати години извештај. Понатаму тие податоци можам да ги прикажам како сакам. Значи можам да си правам табели, полесни да ми бидат, да си ги гледам буквално на групирањето што го направивме, еве група на артикл, која шифра, па тука можам да додадам што сакам и комитенти, добавувачи и така натаму, или пак да ги гледам визуелно, значи да ги прикажам визуелно. Например, продадени количини според вид на продажба, материјално, мало продажба и услуги. Ова ви се буквално менијата што ги имате во Хеликсот, нели? Материјално, мало продажба и услуги во делот на материјално, иако услуги креираме и од самиот модул материјални и од самиот модул мало продажба, нели, со внесување на У во самата шифра, полето за шифра. Сега, зошто ова, например, интересно е вака? Значи, тука ги гледаме, дека, например, материјално учествува голем дел во продажбата, процентуално, не знам колку, затоа тука сум извадила како учество, значи дури 87% во 2023 ми доаѓало од малопродажба, да речеме. Значи, сакам да видам како се движам, колку продавам од малопродажба, колку големо продажба. Еве, услугите дури во 24-та малку се гледаат, иако има и во минатите години, меѓутоа нивното учество или е мало, или не е реално, затоа што реков услуги се прават и од материјални и од малопродажба. Навлегувајќи детално, еве тука во група на производи, тоа ви се оние, нели, групирања во шифрарник што ги правите на производите, гледаме дека имаме и група услуги, што значи дека еве, например, ако направам, еве, ова ми е обичен филтер тука, малопродажба, материјално, услуги, значи гледам дека во малопродажба исто така имам услуги. Во материјално исто така имам услуги. Така што ова тука, оваа табела услуги е секако помалку прикажана отколку што е реалното. Затоа е многу важно да се прави вистинска евиденција во самиот Хеликс, бидејќи она што е евидентирано во Хеликсот и потоа сакаме да го извадиме и да го изанализираме, нели, за да донесеме правилна одлука при анализа, многу е важно да ни биде и добро евидентирано, нормално. Тука се горе исто, нели, продадени количини според група на производи. Реков, ако не ставам ништо, тогаш ми е навкупно, ако го тргнам филтерот. Меѓутоа, секој пат за ова барам по количини, може би е добро и да се има ваков некој филтер, а долу е учеството. Значи, исто процентуално учество, секогаш е до 100%. Да, гледам дека тука средствата за чистење земаат голем дел, нели, визуелно. Тука гледам дека навистина 75% од вкупната продажба ми била пред средствата за чистење. Значи, добивам некаква идеја што најмногу се продава и така натаму. Ова е веќе продажниот износ, значи ова се количини потполно истото, меѓутоа за продажниот износ. Продажниот износ во идеални услови би требало да биде буквално приходот, нели? Сега да, има и некои останати приходи, меѓутоа најглавниот приход од продажба би требало да одговара со овој дел од материјалното. И сега тука кога веќе гледаме со количини и еве, например, ова учество тука, учество на оваа количина материјално е 87%, а како приход е 58%. Ме разбирате? Значи не е исто количински и вредносно дали е истото. Од големо продажба најчесто продаваме по пониски цени, нели? Малопродажна ни се по повисоки цени и така натаму, затоа тие анализи се навистина убави и потребни да се прават. Ова тука десно е истото, приходот, меѓутоа по групи на артикли и исто така можеме да се филтрираме, сакам само од малопродажба, ако кликнеме услуги, нормално нема ништо друго, услуги се услуги и така натаму. Ова е на убав график, според мене, исто нели за повеќе години, кој што ми дава многу, иако е вака
малечок и не кажува кој знае што, меѓутоа веднаш го гледам приходот по години, тоа се сините столпчиња, веднаш ја гледам маржата, тоа е остатокот, пазете, зборуваме за бруто маржа, значи не е она со се административни трошоци и така натаму, значи бруто маржа, набавна вредност, продажна вредност минус набавна вредност, како бруто маржа во апсолутен износ, тоа значи дека разликата од тука до тука ми е фактички набавниот износ, нели? Вака веднаш гледам визуелно колку од приходот ми останува на маржа. И на втората ипсилоноска ми е прикажана профитната маржа. Профитната маржа не може никогаш да биде поголема од 100%, за разлика од трговската маржа, бидејќи ова е маржата во апсолутен износ поделена со продажниот износ, односно јас во конкретниот случај со нето продажниот износ го тргам, нели, работот, за да биде вистински. Исто тука можам да изфилтрирам дали само мало продажба, дали кај услугите секојаш е 100%, немаме набавен износ кај услугите, нели, затоа и така го дава како маржа 100%. И навкупно еве гледам и по години дека тука е отприлика, значи од 64 до кај 69% е бруто профитната маржа. Понатаму, ова се ете така како табели, секакви табели тука може да се направат, со секакви полиња, повторно можеме да ги филтрираме. Значи, ова е буквално ова што ви го покажав пред малку и во самиот креатор. Значи, ги групирам по група на артикли, еве ми ги шифрите, еве тука ми ги дава количините на тие шифри. Или, ево ова е истото, само што тука е плюс на збирно ставено како како тип на продажба, нели, мало продажба, материјални услуги, еве го приходот, еве маржата, еве профитната маржа. Значи, буквално она што го гледавме на графикот, еве ги тука во бројки, во табела, со тоа што тука, еве, можеме да гледаме, сум ставила по месеци, например 2020, сега ајде, веројатно не би ја гледале, меѓутоа без разлика, па не знам, во самиот месец јануари, ако сакам да гледам конкретни датуми. Значи, буквално во секоја табела можам да направам детали какви сакаме до ниво на документ, број на документ и датум на документ, многу детали. Понатаму, еве, мене ми е интересно да анализирам една година. Значи, да, ова ми е убаво да видам кај се наоѓам оваа година во споредба со минатите години. 2024 до кај 8 месец имаме некаде податоци, па не е баш реална слика дека е полоша годината. И тоа треба убаво да се внимава кој со кој период се споредува. И меѓутоа сакам да ја изанализирам буквално оваа година. Еве, се позиционирам, истото можам и за друга година да го направам, не е проблем. Значи 24-та, може би сакам само материјално или сите, и тука веќе сум ставила повеќе работи. Значи и количина, и продажен износ, и набавен износ, еве трговската маржа, еве профитната маржа, видете. Значи трговска маржа значи дека 2 пати поскапо го продавам производот, 3 пати поскапо, така, меѓутоа профитната маржа никогаш не може да биде над 100%. Тоа е една така убава, голема разлика и убав показател за мене е бруто профитна маржа. И еве, како групи на артикли, гледате, ово има тука не групирани артикли. Значи тука имаме шифри кои што не се групирани едноставно. И тоа е тоа. Овие, еве, ги кажавме прески во креаторот, дури можеме и добавувач име, значи од кого сум го купила ова, од Алкалоид, што сум купила од Алкалоид, тоа, од Алверде сум купила тоа. И ова веќе ви го кажав. Значи, буквално тука што сакаме правиме со овие детали. Дури можеме да направиме некаква профитна маржа, не знам колку би имало смисла, и на ниво на комитент. Може би, еве, така сакам. Тука можам да го одберам комитентот, значи шифра на комитент, име на комитент, што ми е полесно, и тој комитент можам да видам што сум му продала, кои артикли, по кој документ,
и едноставно еве да видам и на ниво на артикл и на ниво на комитент колку имам бруто профит од самиот комитент. Ова е, значи, овој Excel файл е поврзан со Excel фајлот кој што би го извадиле од Creator Plus. Тоа е важно да се разбереме. Значи, на десен клик го вадам фајлот и потоа тој файл е поврзан со овој модел. Значи, тоа ние го имплементираме кај вас по ваша желба. Моделот е направен, може да се смени во моделот нешто, да се додаде поле, вака сакате, тоа што и да сакате, не е важно, ама фајлот ќе си биде од кај вас креиран и на ваша локација снимен, ние само Excelот ќе го префрлиме кај вас, ќе смениме што треба да смениме и тоа е тоа, би имале вакво нешто како е убава алатка за анализа. Дали за Excelот некој би сакал нешто да праша? Доколку има прашања, слободно пишувајте во чет или еве и во живо може да уклучиме некој да постави прашање. Или ајде да продолжиме и сите прашања што ќе бидат во чет, на крајот ќе ги одговориме. Добро. И уште би презентирала третиот дел, односно оној Excel файл повторно, кој што би го извадиле на десен клик од генерираниот посакуван извештај од Creator Plus модулот, можеме да го поврзаме со уште една моќна алатка, и Excelот е многу моќна алатка, исто на Microsoft Power BI, десктоп или мобилна верзија, се едно. Јас само ќе ви покажам оние од вас кои што се властени сметководители знаат дека последниот период дури и на обуките што сме должни да ги слушаме, нели, се презентираат овие алатки за анализа, финансиска анализа и еве конкретно Power BI се спомнува како една од алатките со кои што може да се прават овие анализи. И еве како изгледа таа Power BI апликација. Значи, слободна е, нели, фри, се симнува, нема никаков проблем. Секој може да ја користи, се поврзува со оној Excel файл што се креира од Creator Plus модулот и потоа е прашање на имагинација и кој што сака да постигне да направи. Еве сега јас се замислувам во една улога на директор или финансиски менаџер без разлика и што би сакала, нели, да видам од сите овие продажби. Прво си направив еден дешборд, значи сакам тука да видам и во конкретната година и конкретниот месец. Например, сакам да го анализирам конкретниот месец. Ако кликнам во месеците, гледате тука кварталот веднаш ми се подесува, 8 месец е во трети квартал, или пак може би сакам цел квартал, па тогаш ќе ги добијам сите 3 месеци. Тоа значи дека сите овие бројки што ги гледаме се однесуваат за вкупно овие 3 месеци. Јули, август и септември. Тоа е многу важно и интересно и убаво. Во Excelот може и не може баш вака да се направи. Значи е навистина моќно со длабинско drill down, како да го кажам, можеме да си правиме анализи. Еве ги тука профитните маржи сум ги извадила по групи на артикли, веднаш гледам која група на артикл колку ми е профитна од 11 па се до 99, ова се оние што не се класифицирани, голем дел од нив се веројатно услуги. Меѓутоа, сакам да видам па и конкретно по производи. Еве, најпрофитабилен ми е овој со шифра 634, некој артикл. Ова е, нели, чисто како така, ми ги дава количини, приходи, профитна маржа, како најважни. Еве пак рековме, ако одбереме конкретен месец, сите бројки се менуваат, еве ги тука услуги, материјално продажба, значи колку е профитната маржа на малопродажба, 62%, 64% е на материјално и 100% рековме кај услугите, бидејќи нема набавен износ. Меѓутоа, колку тие учествуваат во вкупната маржа, е така, малопродажба ми дава придонес од 27,5%,
големо продажба ми дава придонес од 28% и услугите дури 44% ми учествуваат во вкупната профитна маржа. Значи тоа е исто нешто што сакам да го знам, сакам да го видам. И понатаму веќе има некакви детали. Значи, ова е буквално истото од Excel-от, овие први графикони, со тоа што вториот графикон, тука е учеството, овие долните графикони, учествата, тука ги направив со вакви графици, што е горе-долу исто, не е тоа ништо. Значи, еве ги количините под исто нивното учество и си извинувам, нивните количини во апсолутен износ, количина и продажен износ и од десната страна нивното учество. Исто така, сето ова можам да го анализирам за конкретен квартал. Или можам да чекирам и повеќе. Ако чекирам 2 квартали, гледате месеците, тоа значи од јануари до јуни. Значи тука ми се содржани сите. Еве тука се гледа убаво она што и преска го кажав. Значи, количината на услугите, еве гледате, дури од тука 0,36 во проценти до 18%. Меѓутоа, учеството во приходот, тука не се гледа воопшто, многу е мало. Учеството во приходот веќе си го имаме тука 7,5%, 14, скоро 10% и така натаму, 27%. Значи, не е баш така како што личи на прв поглед, дека не сум продавала услуги. Понатаму исто тоа, меѓутоа по категорија на артикли, значи, еве ги, сите категории на артикли, нивното учество, еве гледам тука средства за чистење, ги видовме и преска, ми носат голема количина, меѓутоа во продажниот износ, значи нивното учество, средства за чистење е 34%, како количина учествуваат, а во приходот 25%. Гледате? Значи количината не дава секогаш нели некаква поидобра, поидобна основа за понатамошна анализа. Потребно е да се гледаат и други параметри. Тука исто така можеме нели да видиме само малопродажба, само материјално, само услуги, ова ќе го добиеме. Или пак одреден квартал, сакам да гледам, нели, или пак одреден месец. Значи, без разлика, истото е секаде како едни филтри. И еве го она како една година, значи некаква анализа на тековната година, количина, приход и профитна маржа, тука ми се подтипови на продажба повторно, нели учеството, кое колку учествува и добро, слайдерите веќе да не ги објаснувам, јасни се, ова десно се повторно по артикли, со тоа што имајте на ум во Power BI, значи буквално се е кликабилно, значи можам да одберам само прехранбени производи, буквално тука од легендата на самиот графикон. Значи се овие бројки што ги гледам се само за делови за автомобил. Разбирате, тоа е тоа. И тука сум ставила една табела, чисто да ви покажам. Пред да работам со неа, ќе ја ставам во фокус mode, за да биде поголема. И сега ова е исто како во самиот Excel, нели, со плюсовите. Така сум ги групирала по нели тип на продажба, група на артикл, шифра на артикл, количина, продажен износ, набавен маржа и продажна маржа, значи можам буквално тука да гледам некакви детали. Меѓутоа можам и само секунда. Тоа е во. Да, тука толку не. Или тука можеме, значи можеме директно вака да кликаме едно по едно, а Power BI ни дава и опција, нели, директно вака преку ова да ги добиеме. Тука еве до ниво на документи, датуми, толку детално ги имам извадено. Значи дури можеме и во самиот Power BI да правиме такви детали, иако пак ќе речам, мене ми е вакви за податоци, нели, гледање, сепак позгоден ми е Excel-от. Што не значи дека не може и од тука, со препорака сепак за Focus Mode, или пак тука Show as Table, долу веднаш ќе ги добиете
ова е табела и ги добиваме истите податоци, меѓутоа еве на пример show as table, тука веднаш ги добиваме и бројките што ги гледаме во самиот график. Тука исто можеме да филтрираме, значи дали ќе филтрираме тука или тука сум извадила посебно категорија артикл. Се извинувам за буквите овие, ете сум ги пропуштила, се друго се обидовме да го средиме да биде како што треба. И понатаму еве го оној график кој што го покажав и во Excel-от, за мене многу моќен, и повторно се ова табели кои што истото како и претходно, нели во фокус мод ако ја ставиме, еве можам да ги гледам истите, или тука имам два направено drill down, можеме и по колони. Ако одберам по колони, веќе тука сум ставила да ми ги дава и по квартали, а можам да му ставам и по месеци, по датуми, значи буквално по што сакате можете да се прават овие анализи. И вака да ги имам средено на едно место, мислам дека е навистина згодно да се има, со тоа што еве тука би сакала на пример да направам анализа само на третиот квартал. Само на третиот квартал за сите години, гледате 20-та, 21-та, 22-та, наваму сега е и 23-та и 4-та, меѓутоа само за третиот квартал. Ова сите, ако тука не го пишува кварталот, значи сите овие бројки се само за трет квартал. И графикот нормално. Или пак од третиот квартал, ама месец 8. Гледате, се смени. Значи, се што сакам, нормално го правам горе со филтрите. Убава анализа е кога се прави, нели, месецот го споредувам со месецот од минатата година, можеби за повеќе години, кој како, нели, си ги прави тие анализи. И ова последниот график, тој при правење на оваа визуализација, дури и самиот автоматски ме праша дали сакам да ми го направи истиот график по категорија на артикли. И мислам дека е одличен график, значи ова не е класифицирано, ова се сите производи што не се класифицирани, ова се деловите за автомобил, козметика, играчки и така натаму, со нивниот приход, маржа и бруто профитна маржа на втората Y оска во проценти, а ова е нели во милиони денари. Сето ова можете да го извадите и во Excel, како еден извештај. Меѓутоа, имајте на ум дека, еве сега ќе видите, ова е првата страница. Првата страница е во ред. Значи, и сега како е кликнато така, нели? Значи, ова е конкретно за месец април. Еве ги втората, третата, четвртата и сега ќе забележите во последната толку е. Значи, овие надолу тука го нема останатите категории на артикли. Значи, тоа е еден недостаток, нели? Или пак да се внимава да не се прават извештаи со вака надолу што би се одело, да се прави, нели, нешто што се гледа на тој пејдж, на таа страна, доколку сакаме да експортираме нешто такво, да си направиме некој убав извештај. Иако, оние од вас кои што имаат Microsoft лиценца, например, може да направат и паблиш на овој извештај, меѓутоа за тоа е потребна лиценца, дали само за Power BI, дали Microsoft, значи кој како си има. И кога би имале паблиш, еве сега тука јас не сум најавена, нели? Sign in, share се прави на самиот извештај и понатаму, еве јас го правам тука локално во Македонија и да речеме јас сум некоја подружница на компанија од не знам каде од Англија и газдите ми бараат некакви извештаи секој месец, едноставно можам да паблиш да му направам на извештајот и тие со најавување со нивниот јузер на Microsoft акаунт ќе си го добијат извештајот буквално ваков како што е едитибилен, со кликање, со се. Значи, веднаш го има на овој начин извештајот или пак дури ако си се поврза и на својата мобилна апликација, би ги добил, да,
Зашто? Вака, он обично тука прашува, ајва надолу. Добро, ова не е баш добар пример сега. На својот мобилен телефон би го добил тој извештај, нели? Со најава нормално на акаунтот на Microsoft и исто така може да клика на се што е во визуализацијата ставено како можност за кликање. Значи, буквално, навистина за мене е на моќна алатка за анализа, визуелна анализа, нели, приказ на податоците, меѓутоа и за споделување на тие податоци. Исто така, паблиш кога се прави нешто слично како PDF-от што го покажав, меѓутоа многу подобро. Ова го гледате како да е на веб страница некоја буквално. И тука не е кликабилно ништо, нели? Ова е обичен PDF, а тоа е веќе кликабилно и со движење, нели, ако има скрол даун и така натаму. Тоа е, можностите се големи на Power BI, ние продолжуваме понатаму. Главниот извор на податоци останува Креатор Плюсот, модулот за персонализирани извештаи, така го нарековме. Значи, од него го правиме она што сакаме, кои полиња ги сакаме и понатаму Excelот и Power BI се само една алатка за нивна анализа и визуелен приказ. Ако некој нешто нема што да праша, јас или директоре нешто ако пропуштев. Да благодарам за презентацијата. Јас ќе дополнам уште неколку реченици, чекајќи на некое прашање, слободно ако има некој да праша нешто, нека напише во чет, може и во живо да го уклучиме, али еве ќе одговориме на сите прашања дефинитивно. Јас само ќе повторам она што колешката Гордана го кажа, дека овој извештај или повеќе делови од овој извештај се само еден предлог на многу барања на наши комитенти од област на трговија и услуги за увид, за детална анализа на работењето. И покрај тоа што се повеќе извештаи направени, дури го креиравме Креатор Плюс модулот, меѓутоа одлучивме да понудиме на комплетна реализација, комплетен модул, дел што ќе ги опфати, ќе ги склопи сите коцки, значи ќе биде краен производ комплетен со визуелен, табеларен, графички приказ, спремен за увид, детална анализа и донесување одлуки. Гледате дека самите образци Excel и Power BI се отворени, имате тука многу колони, може секој што не многу се разбира од Excel или од Power BI, може да се игра со тие податоци, може да дополнува колони, може да ги групира. Она што е главно е изворот на тие информации на податоци. Тоа е Креатор Плюс модулот. Од тука дефинираме што сакаме од Helixот да извлечеме како data source, се вика програмерски или па и кориснички, што сакаме да обработуваме, што сакаме да прикажеме, со кои информации сакаме да ги анализираме и понатаму ја користиме само моќта и предностите на овие две Microsoft-ови моќни производи, модули кои ни даваат и графичка и со секаков дизајн анализа за брзо прегледен увид во податоците, донесување одлуки, споредба и така натаму. Значи, од Креатор Плюс извештајот, кој исто така е конфигурабилен, до сите можности за кастомизација, за прилагодување на овие извештаи, макар да сметаме дека овие се најбараните и многу често може да бидат и доволни информации и податоци за извештаи за една компанија, меѓутоа постои од наша страна и отвореност да во истите се вградат и дополнителни, зависно од работењето на некој наш корисник, да се вградат и дополнителни информации, колони, податоци, споредба меѓу нив, темплети, визуализации и така натака. Значи, идејата е да го олесниме анализата и донесувањето одлуки на една модерна компанија, на еден модерен бизнис кој се занимава со големо продажба, малопродажба и услуги.
Колку што гледам нема прашања во врска со имплементацијата на ова решение. Често пати се поставува, ни го поставуваат корисниците прашањето колку ќе кошта, за колку време, дали е спремно и така натака. Пак ќе кажам дека не можам да кажам точна цена или време. Значи некаде можеби одговара комплетно како што е и би можело да се реализира кај корисник, што нормално предуслов ни е да го има инсталирано модулот Creator Plus. Меѓутоа, Creator Plus може и само да се имплементира со поекономична цена, може и да се купи, а доградбата од аспект на тука видовме дека имаме еден комплетен извештај споредбен по години само во Creator Plus, а дополнувањето, проширувањето со Excel, темплейтот и со Power BI е еден вид дополнителна работа како додаток кој врши анализа и визуелен приказ на податоците што ги извлекуваме, ги добиваме од Creator Plus модулот. Така да, све ова може да биде спремно и инстант да се инсталира, оно е спремно, меѓутоа може и да има потреба од кастомизација, затоа со секој корисник се разговара, се планира, се анализира решението, дали е потребно некоја дополнување, некое прилагодување. Така да и цената можам грубо да кажам од 200-300, не верувам дека од 400 евра би коштало повеќе, меѓутоа пак не ме држете за збор, све е од случај до случај, зависно од пакет за одржување, зависно од тековни цени и така. Меѓутоа, според моќта и она што го нуди овој извештај, се трудиме и вложениот труд и работа во самата изработка се трудиме да биде и економски оправдана. И цената и временски исто така би била сигурно многу брза реализацијата, меѓутоа пак ќе речам зависи од што ќе биде договорено и побарано. Добро, во чет не гледам прашања. Ако има некое слободно напишете. Јас ќе подсетам само после оваа работилница или оваа презентација, ќе добиете мејл и многу ќе ни значи секоја ваша сугестија, предлог, прашање, идеја, дури и самата оценка со која ќе не оцените за ова решение. Така да остануваме отворени за секој фидбек, практично и сите решенија ги изработуваме како и досега на барање на наши корисници од според нивните потреби, барање за решенија и нивни сугестии. Значи, вие сте наред, ако нема повеќе прашања... Дали се слушаме, Заки? Да, повели, драги, повели се слушаме. Да. Поздрав. Поздрав, да. Мислам, одлично изгледа ова така, баш моќно, као што беше презентацијава, секоја чест. Благодарам. Дури вака кога го гледаме одеднаш со многу податоци, така му се збунувачки делува, али добро од другава страна тој што го гледа, да, треба малце онака човек да наблезе у него. Мене како стално што сме разговарале, што ме интересира и дали е опфатено ова во овој тип на извештаи, затоа што ние нели ритейл работиме, дали можеме преку овој Creator Plus да добиеме одеднаш извештаи материјално финансиски за сите продавници, за сите подружници, одеднаш некако групен извештај, затоа што ние сега знаеш самиот дека користиме од лево десно од такви податоци, меѓутоа малце пешки одиме. Во еден извештај, меѓутоа парцијално изразени податоци за секоја продавница. Ако ме разбра. Да. Драги, благодарам за прашањето, супер прашање. Се сложувам дека како првична презентација делува можда шарено. Тука се повеќе тест податоци од повеќе аспекти, графикони и така натака. Меѓутоа, едноставно е за користење, би имало обука, се разбира, еве колешката Гордана веќе презентира како се додаваат, одземаат
колони, значи тоа може и Ова сами е да го продавница правите. 1. Да, Продавница еве. 1, продавница 2, еве ги. Да. Веднаш Значи, го. да, све е ствар Во на... рете, не, во рете, ја не го спорам тоа, само Да, кажувам кога по да, тип да, на да, да, да. презентација, Да, бара време затоа, да се... да, 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 да. Затоа спомнав. Прашањето е супер. Работата е само какво групирање ќе извршиме, дали по комитент, од аспект на продавница, производ, група производи, значи неограничени можности. Прво добиваме од модулот Creator Plus, а после и дополнителни можности во Excel и Power BI, значи и по продавници, по локации, по групи производи, групи, подгрупи и подгрупи до 5 нивоа. Значи едноставно би рекол со податоците може да се играме како сакаме. Така да исто во еден држи извештај, прашањето. што ми Во беше еден, да. муаветот. Да. Да, во еден извештај да може да се гледа парцијално, не као групен податок. Да, да, може и групно, може и парцијално по производи да се отвори како стебло, а може По и групно. продавница, например, Да. продавница А, продавница А, да има продадено толку од тие производи, толку, маржата Да. е толку, Да. профитна толку, другата продавница, значи она као малтене у Excel во продолжава, се Така. извинувам. Да. Таков извештај да ме интересира дали би можело да има. Да, Да, може. може. Значи, Не може. буквално се работи за начин на групирање, на филтрирање и може да излезе податокот за секоја продавница и групно и поединечно по артикли, продавница по групи производи, значи избирно и разгрането. Значи темплейтот секако може да се креира. Секако може, да. Да. Добро. Тоа е едно и уште нешто последно ми е Да, прашањево. повели. Слушнав на крај мобилна верзија. Дали мобилно се воспостави оној режим да се гледаат прометите или некој друг тип на податоци? Од Да, предходно тешкиот програмче. Да, имавме апликација со SQL Server Reporting Service, меѓутоа сега одиме према Power BI за мобилни уреди и за ова е малце и развојно, значи со веб апликации, односно мобилни апликации наменети за мобилни уреди, кои комуницираат директно, пристапуваат до податочната база и вадат податоци, вадат извештаи. Дури и напредно решение на кое работиме е модулот Креатор за извештаи да може да се добие директно на мобилен уред. Сега може да биде таблет, може да биде лаптоп, може да биде мобилен телефон. Мобилниот телефон е малку ограничен со простор, затоа тука би дошле предвид по концизни извештаи, значи не со помалку колони, она што е потребно. Меѓутоа има и тука напредок, а овој Power BI може и да се паблиш како што објасни колешката Гордана, може да се експортира и од било каде да се добие на мобилен телефон, на било каков уред. Меѓутоа сега зависи од инфраструктурата, од опремата на корисниците, може би ќе треба некое прилагодување, инсталирање во смисол на подесување на IP адреса, локација, тунелинг преку VPN, дали ќе оди и така натака. Сега тука се малце IT поими и критериуми, меѓутоа можно е да се извадат сите овие извешти. Дури видовме како изгледа на емулатор, еден извештај на мобилен телефон. Дали на вакво нешто мислевте? Ова е продавница и за секоја продавница на збирно, еве ги, например, профитните маржи, да речам. Добро, профитната маржа мене поише ме интересира од тип на оперативно работење, оние краткорочни одлуки, брзи што се носат. Од тој тип, овака не е као... Мислам, окей, разбрав. Ама во рамки на таа продавница што би сакале да видите? Ова се продадените артикли. Продадени производи, колку имам на лагер у моментот, колку е продадено, која е маржата. Лагерот е од другата дела, да. Се од тоа од креаторот се вади, меѓутоа не е составен. Лагерот тука не е. Значи, молам? Лагерот не е составен дел на овој извештај конкретен, инаку да, може да се направи. Меѓутоа може да се дополни извештајот и со присутна количина. Ова е повеќе од аспект на прометот, на продажбата. Анализа, знам. Али може и лагерот присутна количина слободно да се, дури количини можат и присутна и продадена, например во одреден период. Така да. Па тоа сега у моментот што ми текнава, мислам, иначе окей, тоа е тоа. Затоа велам,
Све е прилагодливо, све може да Ало ви се... многу, ја мора да напуштам, имам состанок. Фала Драги, многу. благодарам многу, исто. Се Поздрав, негово. поздрав. Дали имаме други прашања? Може и во живо да пуштиме, може и во чет. Значи, еден робусен систем кој дава убав визуелен преглед со сите предности на Excel и на Power BI, директно од Helixот, од податоците со кои се внесуваат, со кои го храниме Helixot, и со сите предности на овие Microsoft-ови алатки, меѓутоа отворен систем кој може секој корисник да си го адаптира по своја желба, меѓутоа и со наша помош кастомизабилен да можеме и ние да го дополниме, да го доградиме, доработиме и така, зависно од вашите потреби. Добро, гледам дека немаме повеќе прашања. Јас работилницата би ја завршил, значи уште еднаш подсетувам, многу ќе ни значат и вашите оценки, исто така предлози, сугестии во понатамошниот развој. Поздрав од мене и се гледаме на некоја следна работилница или вебинар. Се Поздрав и од мене, пријатно. благодарам, пријатно.